Двајца рудари се повредени во експлозија што се случи утро во околу 7 часот и 30 минути во рудникот Индо Минерали и Метали во пробиштипското село Добрево. До несреќата дошло поради невнимание при ракување со експлозиви од страна на еден од рударите, објаснуваат од компанијата која раководи со рудникот Индо Минерали и Метали. Полицијата ги истражува причините за несреќата и работи на целосно расчистување на случајот. Македонската влада денеска потпиша договори со Европската банка вреден 305 милиони евра за финансирање на изградба на железничка пруга до Крива Паланка и на експресни патишта и автопат. Со задолжување од 145 милиони евра треба да се овозможи изградба на железничката делница Белјаковце Крива Паланка во должина од 34 километри, втор дел од пругата за железничко поврзување на Македонија со Бугарија на коридорот 8. Со договорот за заем од ЕБОР за финансирање на програмата за национални патишта се обезбедува 160 милиони евра. Амбасадорот на САД во Македонија Пол Волерс во емисијата Патот кон изјави дека не добил официјално барање од македонската влада за ФБИ да го надгледува текот на судскиот процес Монструм кој е неопходно за такво нешто, иако како што вели тоа е далеку од гаранција дека Американското федерално биро ќе се вклучи во држава чиј систем не го познава. Морам да кажам дека не знам дали е тоа можно дури ако пристигне такво барање, бидејќи ФБИ за жал има многу работа во мојата земја и обично не се вклучува во случаи во други земји каде што не го знаат системот. Затоа не може да гарантираме дека дури да има барање, тоа ќе го прифатиме. Новиот еврокомесар за енергетика Марош Шефчович вели дека Русија може да го заживее проектот за гасоводот Јужен тек ако ги почитува правилата на Европската унија. Шефчович вели дека ЕУ е подготвена да разговара за проектот, но оти Русија мора да се придржува до енергетските регулативи на унијата и да ја повлече жалбата за тоа прашање пред Светската трговска организација. Рускиот претседател Владимир Путин на 1 декември ненадејно објави дека Русија се откажува од Јужен тек со образложение дека тоа е резултат на европското противење на проектот. Во неколку градови во САД синоќа се обновија протестите против судската одлука да не се побара кривична одговорност против белиот полицаец одговорен за смртта на црноморес тинејџер во малото градче Фергусон. Демонстрации со барање за заштита на демократијата, за равноправност и правичност имаше во Вашингтон, Њујорк, Денвер, Детройт, Минеаполис, Чикаго и во Њујорк. Луѓе кои не се согласни со одлуката на судот се собраа на плошадот Таймс Сквер каде поминаа низ една од улиците во Менхетан и го блокираа Бруклинскиот мост. Ако изборите за претседател се одржат во овој момент, за актуелниот шеф на државата на Русија Владимир Путин би гласале 69% од русите. Ова го покажуваат резултатите од новата анкета, а во неа учествувале 3000 руски државјани, соопштува агенцијата Интерфакс. Овие податоци се значително повисоки од јануари годинава, кога за Путин биле подготвени да гласаат 46% од русите.